ден, драги ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал, Тетово. Ова видеонастава е наменето за ученици од 6-то оделение. Денес ние ќе учиме за граматички категории кај глаголите време, лице, број и определеност. Граматички категории кај глаголите време, лице, број. Сегашно време, презент и сегашно време од глаголите сум и има. Минато определено време од глаголите сум и има. Граматички категории кај глаголите. Категорија време. Времето го изразува временскиот однос на вршењето на глаголското дејство спрема моментот на зборувањето, сегашност, минатост и идност. Во македонскиот јазик ги разликуваме следните времиња. Сегашно означува дејство што се врши во моментот на зборувањето, минато определено на свршено и свршено време, искажува глаголско дејство кое се вршило или извршило во минатото во присуство на лицето што зборува, минато неопределено има, несвршено и свршено во зависност од видот на глаголот, означува дејство кое е вршено или завршено во минатото, без при тоа да се побудува представа за одреден момент кога се одвивало, служи за директно кажување или за прекажување. Предминато е кога искажува дејство што се извршило пред некое друго минато дејство, идно е означува дејство кое се врши или извршува по моментот на зборувањето, минато идно означува дејство кое е идно во однос на некој друг минат момент, идно прекажано време искажува идно или минато идно дејство кое сами не можеме да го посведочиме. Категорија број. Под категоријата лице се подразбира учесникот во говорот. Глаголите се согласуваат со личните заменки и тие имаат форми за сите три лица во еднина и множина. Прво лице, лицето што зборува, второ лице, лицето на кое му се зборува, трето лице, лицето за кое се зборува. Глаголите имаат број, односно имаат форми за еднина и за множина. Сегашно време, презент. Сегашното време во македонскиот јазик или поретко наречено во латинскиот назив презент е граматичко време кое се користи за искажување на сегашни дејства. Формите на сегашното време се образуваат со додавање соодветни наставки на основната самогласка на глаголот. За образување на сегашното време во македонскиот јазик се користат 5 различни наставки и една нулта наставка. Како општо правило според лице и број, табеларниот приказ на наставките е следен. Еднина МШ, множина МТ, АТ. Основното значење на сегашното време во македонскиот јазик е да означува дејство што се совпаѓа со времето на зборувањето, сегашноста. Ваквото значење се искажува со несвршени глаголи. Форми на сегашното време се образуваат и од свршени глаголи, пример дојдам, кажам, но тие не означуваат вистинска сегашност и се несамостојни, се употребуваат со некои сврзници или честички, например ако, да, дури да, не, додека да, не, ќе и други. Ако дојдам на време, ќе излезам да се сретнеме. Сегашно време од глаголите сум и има. Што знаеме за помошен глагол? Помошен глагол е глагол кој има граматичка функција и додава граматичко значење на дел реченицата во која се наоѓа. Во македонскиот јазик постојат само два помошни глаголи, глаголот сум и глаголот има. Овие глаголи се користат да се создадат и искажат во сложени граматички времиња. Сегашно време од глаголот сум. Во сегашно време еднина се менува по број и по лице. Еднина јас сум, ти си, тој е. Множина ние сме, вие сте, тие се. Сегашно време од глаголот има за еднина и за множина. Јас имам, ти имаш, тој татоа има. Ние имаме, ние имаме, вие има, тие има.
Минато определено време од глаголите сум и има. Помошните глагол сум и има се несвршени глаголи. Наставките кои се користат за образување на ова време се еднина и множина в, ше, вме, вте, а. Минато определено време од глаголот сум во еднина и во множина за помошниот глагол сум. Бев, беше, бевме, бевте, беа. Минато определено време од глаголот има, имав, имаше, имавме, имавте, има. Глаголите се полнозначни менливи зборови кои означуваат некакво дејство, процес, случување, состојба. Граматичките категории кои ги изразува секоја глаголска форма се лице, време, начин, вид, преодност, род, број и залог. Категорија лице подразбира постоење на говорител, соговорник, но и лица кои не учествуваат во говорна ситуација. Постојат 3 лица во еднина и 3 лица во множина. Секоја глаголска форма што содржи информација за лицето се вика лична глаголска форма. Прво лице еднина го подразбира говорителот, односно оној кој зборува за себе како вршител на дејството. Еднина. Второ лице го означува соговорникот, тоест преку глаголските форми говорителот му го припишува дејството на соговорникот. Трето лице еднина, дејствата му се припишуваат на лицето за кое се зборува. Прво лице множина подразбира дејство врзано со групата вршители во која е говорителот. Второ лице множина се подразбира дејства кои им се припишуваат на група соговорници. Овие форми се однесуваат и едно лице со израз на почит. Трето лице множина, глаголските форми се врзуваат за група лица, предмети, појави кои не учествуваат директно во говорната ситуација. Глаголите се полнозначни менливи зборови кои означуваат некакво дејство, процес, случување и состојба. Граматичките категории изразува секоја глаголска форма, а категорија лице подразбира постоење на говорител, соговорник, но и лица кои не учествуваат. Тоа се нелични. После имаме за секоја глаголска форма што содржи информација за лицето, се вика лична глаголска форма. Прво лице еднина го подразбира говорителот, всушност оној кој зборува за себе како вршител на дејство. Второ лице еднина го означува соговорникот, преку глаголските форми говорителот му го припишува дејството на соговорникот. И трето лице дејствата му се припишуваат на лицето за кое се зборува. Прво лице множина со наставката П. Постојат глаголски форми кои може да се врзат за кое било лице со оглед на тоа што нивната форма е еднаква за сите 3 лица. Тоа се нелични глаголски форми, глаголска именка пишување, глаголска придавка пишуван, пишувана, пишувано, пишувани, поканет, поканета, покането, поканети. Глаголски прилог пишувајќи, глаголска Л форма пишувал, пишувала, пишувало, пишувале. Што се безлични глаголски форми? Безлични глаголски форми се оние кои имаат форма за трето лице еднина и не се врзуваат со конкретен вршител. Тоа се најчесто метеоролошки поднаводници глаголи студи, грми, дува, што подразбира дејство врзано со групата вршители во која е говорителот. Второ лице множина се подразбира дејства на кои им се припишуваат на група соговорници. Овие форми се однесуваат кон едно лице со израз на почит. Трето лице множина, глаголските форми се врзуваат за група лица, предмети, појави кои не учествуваат директно во говорната ситуација. Што е категорија време? Глаголските форми, освен информацијата за вршителот на дејството, содржат информација кога се врши тоа. Според моментот на зборувањето, односно моментот на соопштувањето на одредено дејство, дејствата може да се извршуваат во сегашноста, во моментот на зборувањето, во минатото и во иднината. Според тоа, постојат 3 основни глаголски времиња, тие се сегашно време, пример со глаголите мислам, спиеме, патуваат, минато време мислев, спиевме, патува,
идно ќе мислам, ќе спиеме, ќе патуваат. Според тоа, дали формата за соодветно време се гради од една или од повеќе компоненти во македонскиот јазик, постојат прости и сложени глаголски форми. Простите глаголски форми се составени од една збороформа, тука спаѓаат сегашно време презент, минато определено свршено аорист и минато определено несвршено имперфект. Покрај овие времиња, тука спаѓаат и формите на заповедниот начин, глаголската придавка, глаголски прилог и глаголска Л форма. Сложените глаголски форми се најчесто двокомпонентни. Во нив спаѓаат минато неопределено време, што е перфект, предминато плюс перфект, иднато футур, минато идно прекажано време, како и конструкциите со глаголот сум и глаголска Л форма и конструкциите со глаголот има, нема плюс глаголска придавка во среден род. Категорија начин. Категорија начин модул се видлива кај оне глаголски форми кои содржат информација за ставот што ги има говорителот во врска на вршењето на дејството. Ова категорија подразбира субјективност, бидејќи станува збор за личниот однос на соопштувачот на дејството кон самото дејство. Исказен начин или индикатив подразбира пренесување на информацијата за дејството на неутрален начин, без заземање став кон неа, како проста и јасна констатација, соопштение, заклучок и слично. Овој начин го изразуваат формите кои ја содржат категорија време. Тие правеа планови. Денот вчера се одложи. Утре ќе заминуваш на пат. Заповеден начин или императив подразбират силна заинтересираност на говорителот за извршување на дејството, затоа тој го предава во вид на заповед. Направете план, погледни онаму, да заминете побрзо. По можен начин или потенцијал, говорителот изразува став на можност дејството да се изврши или не. Ние би оделе на кино, зар би патувале 2 дена, би му се јавил веднаш. Категорија вид. Глаголската категорија вид подразбира дека глаголите во македонскиот јазик кажуваат дали дејството е продолжен процес, дали се уште трае, дали е само еден момент или завршено дејство. Според категоријата вид, глаголите во македонскиот јазик се делат на две групи – свршени и несвршени. Свршени се паѓа, чита, пишува, се бори. Несвршени се падна, прочита, напиша, се избори. Свршените глаголи изразуваат завршено дејство, додека несвршените изразуваат дејство кое се уште трае, односно изразуваат продолжително дејство. Посебна група кај несвршените глаголи се повторливите глаголи, односно глаголи кои изразуваат дејство со прекин и повторување кои се одвива низ правилни временски интервали. Подскокнува, станува. Суфиксот ува е карактеристичен за несвршените глаголи. Одредени глаголи преземени од другите јазици не се вклопуваат во македонскиот систем кај категоријата вид, тоа се глаголите со суфиксот ира, информира, живцира. Категорија преодност се изразува врз основа дали тоа дејство се извршува врз граматичкиот предмет или не. Преодните глаголи означуваат дејство кој се пренесува на објектот, односно поднесувач на дејството, пишува писмо, јаде бурек, гледа телевизија. Непреодните глаголи изразуваат дејство кој не бара трпител на дејство, односно доволно е самото на себе, работи, копа, учи. Преодната употреба на преодните глаголи значи дека примарно непреоден глагол може да се врзе со предмет и секундарно да се употреби како преоден. Ја преплива реката. Повратните глаголи се посебна група кои изразуваат дејство во кое вршителот е и трпител на дејството, се ракува, се чешла, се едуцира, си пее, си зборува. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.